Господине Црвенковски, знам дека си исплашен и дека бараш 1000 причини за да не се соочи со твоја страв, да не излезеш на избори. Господине Црвенковски, 5 месеци упорно бараш избори. Ми фрваш некакви ракавици, ми порачуваш да одиме на избори за да не се излева гневот на народот по улиците. Еве, избори имаш. Сега и веднаш. Без одлагање. Без купување време. Те повикувам на избори јасно и гласно. Доблесно и достоинствено е да прифатиш. Право е, премиере, убаво му кажавте. Којто е па да поставува некакви услови. Ако сака избори, нека ги прифати, а не да кажува прво барање, второ барање, глупости. Еве, премиере, вас да ве земеме за пример. Вие никогаш не би ни помислиле да барате исполнување на некакви услови за да се одржат избори. Демек имало сериозен ризик за правење фалсификат на изборите. Клучната можеби работа, за која што денеска дојдовме да дискутираме, во овој момент не е усогласена и тоа е сериозен ризик за правење на државен фалсификат на изборите. Тоа е вметнување на државни службеници или јавна администрација на избирачките кутии, а тргање на представниците на партиите. Чекај. Груевски стравува од фалсификат. Па како, па нели токму тој е на власт? Кој би му ги фалсификала изборите? Што? Ова е од 2006 кога тој беше во опозиција и кога и тој имаше предуслови за одржување избори? Бучковски прифати 9 од вкупно 11 барања на Груевски. Ова е резултатот од денешната маратонска средба. По 4 часа Бучковски го прифати и предлогот ВМРО ДПМН да го предложи председателот на ДИК. Ке се прави и прочистување на избирачкиот список, на кој според ВМРО ДПМН има над 150.000 фиктивни гласачи. Премиерот сепак не прифати гласање на диаспората, како и промена на избирачкиот модел, ке остане истиот, пропорционален. Денеска Груевски предложи и 5 датуми за предвремени парламентарни избори. Би се одржале на 19, 26 март или на 2, 9 или 16 април. Ау, дежаву. Почитувани гледачи, што туку имавте можност да се вратите во и не толку далечна на 2006-та. Се исто, освен тоа што тога СРСМ беше на власта, ВМРО во опозиција, а сега е обратно. И што правиме сега?